Благодарам. Една реченица, две за очекуваниот однос кон амандманите што се однесуваат на Зелената агенда. Јас многу сериозно го сваќам своето членство во неформалната Зелена коалиција и сум кажала и пред пратеничката група на ВМРО ДПМНЕ дека секогаш кога ќе поставувам прашање, едното ќе се однесува на токму на Зелената агенда. Бидејќи штитејќи ја природата, се штитам и себе си. Посебен однос очекувам од вас кон амандманите што се однесуваат на зелениот развој, бидејќи ако некој во текот на мандатот, значи во текот на мандатот, промовира нов концепт, нова програма, мора да го докаже тоа и јас не случајно, да бидам искрена, ве имитирам денеска вас како камелеон и се облеков во зелено. Намерно, за да покажам дека премногу сериозно е прашањето за да ги одбиваме амандманите. Тоа е првото. Второто е, јас веднаш го проверив, само момент, законот за извршување на буџетот за 2022 година, во членот 22 се вели, ме интересира да ми одговорите дали го имате тоа, дека значи средствата од овој раздел за зелениот развој ќе се користат по претходно донесена програма од владата на предлог на генералниот секретаријат на владата. Бидејќи споменавте една импресивна сума, значи мене ме интересира тоа. Што е најважно овде? Нашиот реализам. Дури и реализмот, веројатно на најдобрите еколошки адвокати, како што се О2, кои во еден момент кренаа раце од соработката со нас и решија сами да се борат за Зелената агенда, кандидирајќи се на локалните избори. Значи, наместо О2, јас секој ден живеам со CO2, не знам дали работат мерните станици, меѓутоа, излезете навечер надвор, ќе видите што се случува. Значи, ве молам посебно внимание да посветите, бидејќи не е тоа зелено кокетирање од наша страна, туку е одговорно однесување. Зошто велам реалисти треба да бидеме? Видете, ако преку граница си помине автобус, за кој што некој верувал дека е 3 години стар, а сега јас ги слушам бугарските експерти како велат помеѓу 15 и 20 години. Значи, нашата реалност е отсуство на технички преглед, малку боја по автобусите, може би зелени ќе почнат да ги фарбаат, ама тоа не е доволно, меѓутоа ние водиме тешка или треба да водиме тешка битка со фосилните горива, а не гледам јас чекори. Затоа, значи, нашиве се скромни, со помош, реков, на експерти еколошки, и ние велиме дека свесни дека автобусите и градежните машини не се нови, не водат сметка за загадувањето, што можеме ние да направиме? Да бараме овде, штитејќи ги граѓаните, да се постават, значи, овие системи на автобусите и на градежните машини, значи, за специјалните филтри на дизел возилата и се разбира за намалување на селективна каталитичка редукција, намалување. Предпоставувам дека ова може би е јазикот на министерот, па затоа кога ни сугерира вака го напиша. Значи, да бараме од вас помош да се концентрираме на што? На преживувањето на годинава, министре.
на преживувањето на годинава, што доаѓа, зошто бидејќи сите истражувања покажаат дека дури и COVID-19 е директно поврзан со загадениот воздух. И затоа ние гледаме се што може да се анулира, да го анулираме. Како? Еве, барајки од вас, како некој кој што ја разбира зелената агенда, некој кој што верува во зелената агенда, наместо, значи, само да водиме сметка за модниот елемент, да водиме сметка за суштината. И затоа, јас ве молам, сериозно, уште еднаш да ги анализирате нашиве аргументи, зашто и она што го сторивте со интервентниот фонд во земјоделието, мене ми беше асоциација на нешто зелено, така јас го перцепирам. И земјоделието, бидејќи верувам дека оваа земја може да живее од здрава храна и од туризам, верувам дека може да живее, особено од културен, од зелен туризам, ама за тоа треба ние да вложиме средства, додека не ги видиме средствата на видело, гледаме сега да се обезбедиме, да ги анулираме сите опасности. Ако ме убедите вие мене дека нашите автобуси и нашите градежни машини, сите што се по улиците, не говорам само за јавна употреба и за останатите, дека поминале сериозна техничка контрола и дека немаат потреба од вакви механизми, тогаш јас ќе ви речам во ред. Ама ако не, ќе ве подсетувам. Премногу важна агенда е за лесно да се китиме со неа, но да не правиме ништо. Се задушивме. Ке почнеме и маски да носиме, еве, оваа е сезоната кога, значи, пикот секогаш доаѓа на дневен ред и јас би се радувала многу ако вие ми покажете гаранции дека нема потреба од вакви мерки, за кои знаеме ние дека се мерки од нужда, не мерки кои што доаѓаат од исплашени луѓе, чиј живот е загрозен, и затоа молам не само овој, туку и останатите амандмани посебно сериозно да ги разгледате, зашто како да сте ги предложиле и вие. На зелена агенда одговараат зелени амандмани, со тоа навистина мислам дека ќе имаме гаранции за здрав живот во идната година, а и полесно ќе се справуваме со COVID-19. Ви благодарам.